Во последните денови Битола е под маглена капа, а концентрациите на отровните PM честички достигнуваат неколкукратно повисоки вредности од дозволеното. Поопштинскиот кризен штаб донесе сет мерки за намалување на загадувањето. Освен засилени инспекциски контроли во приватните капацитети и домакинствата за начинот на затоплување, пренасочување на тешките товарни возила по обиколницата, препорака за носење на заштитни маски, општината обезбеди и 3-дневен бесплатен превоз до ски центарот низ Поле. Дел од граѓаните веќе се упатија со автобуси кон Пелистер, барем неколку часа да се спасат од маглата и загадениот воздух. Други пак велат дека оваа мерка нема да помогне за справување со загадениот воздух, кој со години го загрозува нивното здравје и бараат посериозен пристап од надлежните за решавање на деценискиот проблем. Секоја мерка е добре дојдена. Дали тие во моментот ќе помогнат или нема, не знам. Мерките во однос на загадувањето се обичен популизам, затоа што се изречени во работен ден и кој може да оди таму. Ова е катастрофа. И мислам дека треба да се преземи посериозни мерки за ова што се дешава. Денови во амбулантите се полнат со пациенти кои освен на симптоми на настинки и грип, се жалат и на потешкоти и предизвикани од загадениот воздух. Најголем е напливот во ургентното оделение во Битолската болница, каде во едно деноноќе има и над 100 прегледи. Се зголеми бројот на пациентите, од типот нашите хронични пациенти, од типот на хипертензија, кардиоваскуларни заболувања, респираторни заболувања, но имаме и доста пациенти високофебрилни, предизвикани од настинка, инфлуенца и горнореспираторни заболувања. Претежно популацијата е од 15 години па нагоре. Последните неколку дена се зголемва и бројот на постарите лица со проблеми на горнореспираторни патишта, со проблеми кај хроничните болни од типот на астма, бронхитис обструктивен, кај кардиоваскуларните болни кои што имаат проблеми со срцето. Заради тоа што знаете и сами дека се зголеми бројот, висока ризичноста на бројот на честичките, загаденоста на воздухот во Битола. Не само Битола, високо аерозагадување во последните неколку дена има и во Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Струмица, каде според податоците од мерните станици на Министерството за животна средина, граничните вредности на загадувачките супстанци се неколкукратно надминати. Маглата која се спушти во сите котлини во Македонија дополнително ја усложнува состојбата, затоа што не дозволува струење и проветрување на воздухот кој е отровен и тешко се диша.